Здраво, осмоделенци! Моето име е Смилја Христовска. Јас сум наставник по германски јазик и работам во Општинското основно училиште Владо Тасевски во Скопје. Денес заеднички ќе обработуваме лекцијата Freundschaften. Лекцијата Freundschaften ќе ја најдете во учебникот Logisch A2, лекцион 7, Seite 50. Првата вежба на страница 50 е именувана како Der Angeber, фалбаџијата. На страница 50 ви е дадена оваа слика, што е дадена и на самото видео, а кон сликата следи и текст кој што сега ќе го чуеме. За ваша дополнителна подршка имате и транскрипција на текстот, па можете истовремено и да читате. Да го чуеме. Kapitel 7 Freundschaften Aufgabe 1 Na, Kleiner, morgen ist Sportfest. Hast du schon Angst? Nö. Warum? Na, weil du morgen den Lauf gegen mich verlierst. So wie letztes Jahr. Das ist mir doch egal. Ach, wirklich? Stört dich das nicht? Morgen sehen alle, ich bin stärker und schneller als du. Du hast keine Chance. Pa, das interessiert mich nicht. Blödes Laufen. Hast du blöd gesagt? Das ist doch nicht blöd. Das ist toll. Für mich. Ich gewinne ja. Hey Paul, was ist denn los? Ach, nichts. Na los, sag schon. Ach, das blöde Sportfest. Marc ist ein doofer Angeber. Hast du Angst? Quatsch, ich hab doch keine Angst. Ach so? Du schaffst das schon. Ja klar. Sei nicht traurig. Wenn Marc gewinnt, ist er immer noch doof. Wenn du verlierst, bist du immer noch mein... Ja? Also, dann hast du immer noch viele Freunde. Dabei sein ist alles. Откако го чувме текстот Der Angeber, фалбаџијата, можеме да преминеме на новиот вокабулар кон овој диалог. Angst haben, се плаши. Das ist mir doch egal, sejedno mi je. Das Laufen, трка. Gewinnen, победува. Quatsch, глупости. Du schaffst das schon, ти ќе успееш. Verlieren, губи. Dabei sein ist alles, важно е да се учествува. Sei nicht traurig, не биди тажен. Trösten, теши. Да ги повториме уште еднашка новите зборови. Angst haben. Das ist mir doch egal. Das Laufen. Gewinnen. Quatsch. Du schaffst das schon. Verlieren. Dabei sein ist alles. Sei nicht traurig. Trösten. За полесно да ги запомниме, одбрав за вас две вежби. Првата вежба се вика Der Angeber, фалбаџијата, и на празните линии од речениците треба да ги вметнеме следните зборови. Egal, sejedno. Traurig, тажен. Angst, straf. Gewinne, победувам. Verlierst, губиш. Schaffst, успееш. Blöd, лош. Marc, името на момчето. Angeber, фалбаџи. Овие зборови вметнете ги на празните линии од дадените реченици. Во овој момент може да стиснете пауза од видеото, за да ги решите речениците, а потоа да продолжите со гледање на видеото и да се уверите дека всушност речениците ви се точни. Ајде да ги погледнеме решението. Was sagt Marc? Ich gewinne morgen beim Sportfest. Und du verlierst morgen den Lauf. Das ist doch nicht blöd. Das ist toll. Was sagt Paul? Das ist mir doch egal. Marc ist ein doofer Angeber. Quatsch. Ich habe doch keine Angst. Und Pia sagt:
Du schaffst das schon. Sei nicht traurig. Wenn Mark gewinnt, ist immer noch doof. Втората вежба за утврдување на новиот вокабулар е следната. На празните линии треба да ги вметнете 6 реченице кои што ви се дадени тука. Да ги погледнеме речениците. Sei nicht traurig. Не биди тажен. Du hast keine Chance. Ти немаш шанса. Das interessiert mich nicht. Тоа мене не ме интересира. Du schaffst das schon. Ти ќе успееш. Das ist mir doch egal. Sejedno mi je. Ich gewinne. Јас ќе победам. Пополнете ги на празните линии со тоа што во првиот дел на првата сликичка двете реченици треба да се однесуваат за Марк, по средината на втората сликичка двете реченици треба да се однесуваат за Паул и на последната сликичка тие две реченици треба да се однесуваат за Пија. Вежбата се вика Du schaffst das schon, ти ќе успееш, затоа што знам дека решенијата ќе ви бидат точни и ќе успеете. Да ги погледнеме решенијата. Ich gewinne. Du hast keine Chance, sagt Mark. Das interessiert mich nicht. Das ist mir doch egal, sagt Paul. Sei nicht traurig. Du schaffst das schon, sagt Pia. Во учебникот на страница 50 имате 6 прашања врзани кон дијалогот што го слушавме, а истовремено и го прочитавме. Еве ги прашањата. Was gibt es morgen? Was müssen Paul und Mark machen? Wie findet Paul das Sportfest? Wie findet Mark das Sportfest? Wer tröstet Paul? Was denkt Paul von Mark? Повторно можете да стиснете пауза на овој дел од видеото и откако ќе ги одговорите дадениве прашања, да преминете понатаму да се уверите дека одговорите всушност ви се точни. Was gibt es morgen? Morgen gibt es ein Sportfest. Was müssen Paul und Mark machen? Sie müssen laufen. Wie findet Paul das Sportfest? Er findet das Sportfest blöd. Wie findet Mark das Sportfest? Mark findet das Sportfest toll. Wer tröstet Paul? Pia tröstet Paul. Was denkt Paul von Mark? Paul denkt, Mark ist doof. На темата Freundschaft се обидам да најдам збор соодветен кон именката Freundschaft, пријателство, па да ги погледнеме. F für Freunde, пријатели. R für Rad, совет. E für ewig, вечно. U für Unterstützung, поддршка. N für nett, фин. D für dankbar, благодарен. S für schön, убав. C für charakterstark, цврст карактер. H für herzlich, срдечен. A für Abenteuer, Aventura. F für fair, fair. Und T für Traum, сон. Се надевам дека овие неколку именки и придавки кои што го опишуваат пријателството, односно именката Freundschaft, ќе ви бидат доволна мотивација и вие да размислите, па да составите нови зборови кон темата Freundschaft. За домашна задача, одговорете на следните прашања или барем размислете за нив. Wie heißt dein bester Freund? Oder deine beste Freundin? Како се вика твојот најдобар другар или твојата најдобра другарка? Wie alt ist dein bester Freund oder deine beste Freundin? Колку години има твојот најдобар другар или твојата најдобра другарка?
Kannst du ihn oder sie beschreiben? Wie sieht er oder sie aus? Можеш ли него или нея да ги опишеш? Како изгледа тој или таа? Wohin geht ihr, wenn ihr ausgeht? Накаде одите кога излегувате? Was macht ihr in eurer Freizeit? Што правите вие во вашето слободно време? Се надевам дека успеавте да ја совладате оваа лекција Freundschaften. Ви посакувам пријатно учење и ви благодарам за вниманието. До гледање.